Божji благослов, почитувани пријатели. Блажени се сиромашните по дух. Во Евангелието според Матеј, Исус Христос вели вака, тоа е 5-то поглавје. Блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Во Библијата оној што е наречен блажен, тој е благословен човек, среќен човек. Исус им вети благослов на своите ученици, велејќи дека сиромашните по дух се благословени. Овој старогрчки збор макариос за благословен е всушност среќен човек. Но овој библиски збор има сосема друго значење од денешното наше сваќање за среќа и среќен. Бидејќи не се однесува на некое уживање и душевна рекреација, за добро чувство, туку среќа која доаѓа од Бог и го исполнува човековото битие. И не само што го исполнува, туку го осмислува неговото постоење со Бог. Истиот овој збор за благословен, што во смисла значи среќен, се однесува и на Бог, како што е запишано во 1 Тимотеј, 1 глава, 11 стих, според славното Евангелие на блажениот Бог. Зборот макариос ја опишува радоста на оној што ја има во себе. Радост што е независна од нешто и некого, недопирлива, самостојна. Радост што е целосно независно од сите промени во животот. Во Матеј, Евангелието според Матеј, 25-то поглавје, 34 стих, Исус вели дека на судниот ден ќе му каже на својот народ: дојдете благословени од мојот татко, наследете го царството подготвено за вас од создавањето на светот. Со тоа што Исус ќе им каже дојдете благословени, тој ги прогласува дека се среќни, бидејќи се наследници на вечната радост. Тоа што им го понуди на земјата и го имаа во себе, конечно ќе се исполни. Благословете. Благословот е во секој случај во сегашно време. Среќа во која сега треба да се ужива со Бог. Тоа не е речено благословени ќе бидат, туку благословени се, што укажува дека благословот и среќата се трајни и вечни, и сега и во иднина. Кои се тие што се благословени, или блажени, или среќни? Тоа се сиромашните по дух. Ова не е некој човек кој по природа е беззначаен или човек без своја лична вредност. Човекот е создаден според Божиот лик, според Божиот образ, што значи вреди. Сиромашните по дух признаваат во себе дека немаат духовни средства за да се пофалат со нешто пред Бог или да се гордеат со нешто. Тие знаат дека се духовно исцрпени и бедни, немаат ништо, апсолутно ништо, што би можеле да му дадат на Бог и тоа да им биде некоја заслужена доблест. Овој збор, сиромашни по дух, значи дека некој е навистина сиромашен и има потреба да проси и да бара од Бог нешто за да добие. Ако не бара и не проси, значи се чувствува богат и не му треба Бог. Тој збор, сиромашен е човек, питач, на кого му треба вистинска помош од Бог, во тој случај духовна помош од Бог. Секој може да започне од тука, од ова блаженство. Исус не започна да ги опишува блаженствата со чистите по срце, туку со барање на Бог како основа за сите други блаженства. Не она што го имам, туку она што го немам, е првата точка на контакт помеѓу мојата душа и Бог. Зашто нивно е Царството Небесно, продолжува Исус. Оние што се сиромашни по дух, тие просат и бараат, и таквото просење и барање има и крајна награда. Тие го примаат Царството Небесно. Бидејќи сиромаштијата на духот е апсолутен предуслов за да го добие Царството Небесно. И се додека негуваме илузии за нашите собствени духовни богатства, без да го бараме Бог, никогаш нема да го добиеме она што е апсолутно потребно,
за да се спасиме. Небесното царство не се дава врз основа на заслуги, туку тоа се дава на презрени и отфрлени, на развратници и отпадници, на оние кои се толку сиромашни, што знаат дека не можат да понудат ништо за да добијат нешто повеќе. Таквите луѓе животот ги довел во таква безизлезна состојба и затоа се повикуваат на Бог и го бараат Бог. Сиромашните по дух се издигнуваат од буништето и Бог ги сместува не меѓу оние кои се наемници и слуги, туку меѓу оние кои имаат достоинство и титули во тоа царство. Повикот да се биде сиромашен по дух е ставен со добра причина на прво место, затоа што сите други блаженства зависат од првото. Тие не можат да се исполнат со сопствена сила, туку само со подпирање на Божјата сила и моќ. Никој не би тагувал додека не стане сиромашен по дух. Никој не би бил кроток кон другите ако не биде понизен и приступачен за другите. Ако не ја чувствувате собствената потреба за Бог и духовна сиромаштија, никогаш нема да бидете гладни и жедни за правдата. И ако имате висок стандард за себе, ќе ви биде тешко да бидете милосрдни кон другите. Затоа, сиромашните по дух го имаат небесното царство, зашто само таквите чувствуваат потреба од Бог. Божји благослов, почитувани. Амин.